Во регионалните вести ќе гледате. Македонскиот тим на Дирекцијата за заштита и спасување со научена лекција дека треба да се работи на едукација за ризиците од природни катастрофи по учеството во спасувачката мисија во Турција. Со јапонска донација ќе се реконструира основното училиште Кирил и Методи во Тетово. Од СВР Тетово со апел до земјоделците да не палат огнови затоа што може да се соочат со соодветни поднесоци, но и затворски казни. Македонскиот тим на Дирекцијата за заштита и спасување со научена лекција дека треба да се работи на поголема едукација на населението за ризиците од природни катастрофи по учеството во спасувачка мисија по земјотресите во Турција. Голем дел од граѓаните во земјава не знаат како да постапат во случај на земјени потреси и не знаат како да си помогнат на себе и на своите блиски во такви ситуации. Тоа што ние како научена лекција го донесовме овдека е тоа што мора да се спремаме, без разлика дали сме моćни или не, меѓутоа мора да се насочиме кон делот на превенција и планирање добро во однос за минимализација на катастрофите. По сите трагични слики од разрушени градови и загубени човечки животи, Ивица Наумовски, кој беше тим лидер на екипата на Дирекцијата за заштита и спасување во погодените реони од земјотресите во Турција, вели дека нашата држава мора посериозно да пристапи кон воведување едукација на населението, со што би се подигнала свеста за само спасување за време на природни катастрофи. Голем дел, особено помладите генерации, не знаат како да реагираат во такви ситуации. Ова не е некој скап процес кој што би нашава држава би учинало многу, меѓутоа посветени часови да, за да го спремиме од најмалите, значи во основни училишта па средни факултет, работни организации со неколку предавања би се подигнала и свеста на само спасувањето. Александар Стојановски, кој како волонтер во ДЗС учествуваше во спасувачката мисија, вели дека често ги занемаруваме ризиците од природните непогоди, надевајќи се дека нас нема да ни се случат, наместо да ги предвидиме и да се подготвиме за истите. Една природна катастрофа не се задржува во границите на државата и ние како систем треба да биме спремни да координирано да работиме за разрешување на ваквите ситуации. Гледате сега и земјотресов, сега е погодена Сирија и Турција и не исто се справуваат за жал моментално земјите. Јас доаѓам од планинското спасување и таму јасно е дека постојат нели 3 нивоа на помош, на само помош и на другарската помош кои се најважни за преживување, за спасување и за преживување. Додека спасителната помош или она организирана спасувачка акција е веќе надалеку на трето место, затоа што за такво нешто треба многу повеќе време, ангажирање на ресурси, мобилизација на тимови, опрема и така натаму, па често и е задоцнето, односно не е веќе спасување, туку е само барање на повредени жртви. Затоа и секој од нас треба да биде свесен дека ризиците, посебно од природните непогоди, постојат, да ги имаме во предвид и да се подготвуваме за нивно решавање. Сега е во случајов е земјотрес, меѓутоа се случуваат и поплави, лизгање на земјиште, лавини и многу други несреќи за кои често ги занемаруваме и се надеваме дека нас нема да ни се случат, наместо да ги предвидуваме и да се подготвиме за истите колку толку. Советите се за време на земјотрес да се најде засолниште во домот под маса или касата на вратата во фетусна состојба, затоа што тоа ќе не заштити од повреди. Ако дојде до зарушување на објектот и објектот остане да биде во исправена состојба, фактички елементиве на кршење на прозори, на стакла или паѓање на лустерот фактички ќе не заштити од повредување, значи крварење на рани или тие работи што и како. Безбедна евакуација, да, мора се почека се заврши со потресот и после тоа да најбрзо се напушти објектот. Меѓутоа при самото користење на скалите мора да се користи
пример една страна да се заземе и фактички да се спуштаат луѓето еден позади друг, да не биде тоа сите надолу да навалиме, затоа што тогаш може да дојде до колабрирање на скалите, затоа што скалишниот простор у зградата е и најслаб дел во однос на градбите на објектот, затоа што тие се поважуваат кат со кат и најчесто тие колабрираат. Затоа еден по еден без паника да се напушти објектот надвор и нормално да се оддалечи од објектот, бидејќи може да дојде до нов потрес и комплетно колабрирање на самиот објект. Во однос на автомобил, најдобро да се остане во автомобилот, додека трае потресот, после тоа се излезе и да се најде безбедна локација, меѓутоа да биде подалеку од дрва или од бандери. Инаку Дирекцијата за заштита и спасување организира предавања за учениците во трустните подрачја со цел намалување на заканите од земјотреси, но тие не се доволни, затоа што, на пример, во Тетово истите ги проследија само 2 оделенија, едно во основно и едно во средно училиште. Со јапонска донација ќе се реконструира основното училиште Кирил и Методи во Тетово. Денес беше потпишан договорот за грантот во вредност од 77.188 евра, кој има за цел менување на старите врати и прозорци во училиштето. Инаку на настанот, модераторот, градоначалникот и директорката зборуваа само на албански јазик и изостана обраќање на македонски јазик. Амбасадорот се обрати на англиски јазик. За новинарите беше обезбеден писмен превод. It is a great honor for me to be in Tetovo today. This is my first visit outside of Skopje. I'm glad. За мене голема чест е што сум во Тетово денес. Ова е моја прва посета надвор од Скопје и драго ми е што имам можност да го посетам овој убав мултиетнички град во Полошкиот регион. Ми представува задоволство тоа што сум тука по повод потпишување на уште еден грант во рамки на јапонската програма GGP. Со овој договор, Јапонија ќе обезбеди реконструкција преку инсталација на нови врати и прозорци во основното училиште Кирил и Методи во Тетово. Со тоа ќе се заштитат повеќе од 1000 ученици кои престојуваат и учат во ова училиште. Јапонскиот народ е среќен и горд што им помага на младите од Северна Македонија да имаат пристап до поквалитетни услови за образование. Тоа го правиме во рамки на јапонската програма за мали грантови за основни потреби и човекова безбедност или GGP, што е еден од столбовите на нашата соработка со Северна Македонија. Преку GGP програмата од 1996 година Јапонија поддржува проекти во секторите здравство, образование и животна средина. Досегашна за јапонска поддршка изнесува над 8,7 милиони евра за 175 проекти. Денес во Гостивар беа доделени социјални станови на 45 семејства. Во наредниот период ваков стан ќе добијат уште 25 семејства од градот. Денеска е навистина посебен ден. Посебен ден е за владата, посебен ден е за сите ние кои што сме овде денеска заедно. Среќен е за овие 45 семејства од општина Гостивар кои ги добија клучевите од своите нови домови. А нашето задоволство е уште поголемо бидејќи владините политики покажуваат позитивни резултати. Тоа е нашиот влог за идните генерации, за подобар и попросперитетен живот за граѓаните, за подобра иднина на целата наша држава. Денеска ни беше чест 45 семејства од Гостивар беа вдомени. Се надевам набрзо ќе се случи тоа уште за 25 други семејства, зошто да не и понатаму и за други вакви категории, бидејќи се повеќе ги има во државата. До сега, освен овде во Гостивар, распределени се станови во Македонски Брод, Струмица, Пробиштип, Виница, Свети Николе. Становите се доделуваат веднаш откако ќе се изградат. Такви огласи за распределба на станови се во тек во Гевгелија и Демир Капија. Во завршна фаза се социјалните станови во Неготино, а за над 540 наши сограѓани се градат социјални станови во Дебар, Бутел, Велес, Кочани и Сарај. По одржан состанок на членките на пекарската индустрија на пресконференција информираат дека нема да произведуваат леб по денот кога ќе стапи на сила одлуката за замрзнување на цената на лебот. Тие тврдат дека целосно ја почитувале мерката за субвенционирана електрична енергија. По воведувањето на цената на мерката за повластена цена на електричната енергија за прехранбената индустрија, сите компании ги намалија цените на лебот, на означените лебови што се со мерките донесени,
и повеќе отколку што изнесува, значи, процентуалното учество на електричната енергија како субвенционирана од државата. Така да производителите едногласно денеска донесува заклучок дека мерката има позитивен ефект. Значи, со донесувањето на оваа мерка првично се стопира зголемувањето на цената, значи не само во кај лебот, нели, во пекарската индустрија, туку и во другите индустрии. И истата подоцна дозволи да се намали цената соодветно и да се создадат услови за нормално стопанисување на пазарот, да се создаде конкуренција. Со таа конкуренција, значи во изминативе, да кажам, 2 месеци, почнува да се намалуваат цените, така што на пазарот имаме цени по разни варијации, од различни видови на леб, на обичен леб, од различни грамажи. Така да веќе имаме постоечки цени од 33-35 денари, па лебот се движи, значи зависно дали е сечен или несечен, до 50 денари. Така за населението кое мисли дали кое како социјална категорија, значи веќе постојат цени на леб со таа цена во одредени маркети. Одлука пекарската индустрија денеска во големо присуство, значи во кој беа присутни 32 индустријски пекари, значи од цела држава, плюс беа присутни мали здруженија на пекари од разни градови, донесува едногласна одлука дека не се сложуваат со носење на мерката за замрзнување на цена. Таа мерка ќе им донесе на пекарите штета и ќе ги донесе до идно затварање. Штетата би изнесувала во зависност од индустријските пекари од големината, би изнесувала од 3 до 15.000 евра на ден. Така да, денеска се донесе одлука, значи од сите едногласно и заедно со другите комори кои присуствува на состаноков, дека дента кога ќе излезе одлуката за замрзнување на цените во службен весник, од наредниот ден нема да се произведува леб и да се носи на пазарот. Најголема бруто месечна плата која е исплатена во земјава е во висина од 166.000 евра и е во трговијата со тутун, рече директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска. Денеска во УЈП се презентираа остварените највисоки годишни бруто приходи врз основа на податоците кои се собираат од годишните даночни пријави на граѓаните. Согласно анализата, 49.902 граѓани имале бруто доход над 1 милион денари, додека најголемиот број на граѓани, односно 623.690 лица, оствариле бруто доход кој се движи во прагот од 100.000 до 1 милион денари. Во однос на 2020 година, во 2021 година, зголемен е бројот на граѓани кај врвните прагови, односно 25 граѓани во 2021 година оствариле приход над 100 милиони денари, а 757 граѓани оствариле приходи во прагот од 10 до 100 милиони денари. На врвот на листата со пријавен годишен бруто доход од 244,2 милиони денари за 2021 година е граѓанин од Скопје. Најголем дел од примањата се од плата и дополнителни примања од странство по основ на други лични примања. И највисоката годишна бруто плата во 2021 година е сплатена е кај граѓанин од Скопје. Платата е остварена во дејноста трговија на голема со производи од тутун и изнесува 122,3 милиони денари. На листата на највисоко рангирани бруто плати се најдоа и платите исплатени во дејностите производство на метални производи, одгледување свињи, болници, трговија со фармацевски производи, управувачки дејности и компјутерско програмирање. Лишен од слобода 26-годишник поради што со пушка повредил негов врсник. Приведено едно лице за издржување затворска казна. Изминатиот викенд на Тетовско-гостиварското подрачје биле спроведени 2 контроли. Едната за тоа колку од возачите управуваат под дејство на алкохол, а втората за брзина. Во продолжение слушнете ги деталите. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 17 часот и 50 минути лишиле од слобода 22-годишникот тетовски чифлик поради сомнение дека непосредно пред тоа со воздушна пушка повредил 26-годишникот истото село. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 19 часот и 45 минути на улица Гоце Делчев во Гостивар полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар со судска наредба привеле 28-годишничка од Скопје за издржување на затворска казна. Денеска таа ќе биде спроведена во казнено-поправната установа затвор Идризово во Скопје за издржување на казната.
Од 25 наспроти 26 февруари на подрачјето на СВР Титово била спроведена и акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило под дејство на алкохол, во која биле санкционирани вкупно 20 возачи, 10 во Титово и 10 во Гостивар. Сите возачи прекршители веднаш се исклучени од сообраќај и изготвени им се законски предвидени поднесоци, така што ќе се соочат со парични глоби и времена забрана за управување од 3 месеци до 1 година. Вчера од 8 до 20 часот спроведена е контрола на брзината со која се движат возилата, при што биле откриени и санкционирани вкупно 89 возачи, 46 во Титовско и 43 во Гостиварско, кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор од населено место. 6 од нив пречекориле за повеќе од 70 км на час, 26 за 50 до 70 км на час. Покрај ова, со поднесоци и други мерки заокружени се и 19 пречекорувања на пропишаната брзина во населено место, како и 9 други видови прекршоци. Од СВР Тетово упатуваат апел до земјоделците во пресред на пролетната сеидба да бидат внимателни додека ги изведуваат земјоделските работи, а особено да не палат огнови во спротивно предизвикувачите на пожар, можат да се соочат со соодветни поднесоци, но и со затворски казни. Земјоделците во поширокиот Полошки регион максимално го користат сончевото време и веќе ги започнаа првите подготовки за престојната пролетна сеидба, а поради што деновиве се чувствува зголемена раздвиженост на нивите на кои интензивно се чистат отпадоците. При тоа поединци повторно ги палат стрништата и сувата вегетација и потоа заминуваат од нивите и огновите ги оставаат без контрола. Оттаму секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до земјоделците, но и до сите други граѓани да бидат докрај внимателни ако се движат или работат во полето и посебно да не палат огнови, кои брзо можат да се прошират, особено ако времето е ветровито. Во спротивно, предизвикувачите на пожар на ваков начин ќе се соочат со ригорозни законски санкции, односно со соодветни поднесоци и со можни затворски казни од 6 месеци до 8 години, зависно од видот на пожарот и другите околности и последици. Секторот за внатрешни работи Тетово презема координирани превентивни и други мерки, навреме да се пресретнат можните причини за пожари, а во наредниот период ќе бидат засилени и планираните контролни активности на поширокото подрачје. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Ги завршуваме вестите. Пријатно!